Државата ги отвара славините за предстојните парламентарни избори. Анализите на БИРН покажуваат дека партиите до 15 јули на располагање ќе имаат 6,5 милиони евра. Приликата да ги трошат овие големи пари на партиите им ја дава изборниот законник во кој децидно се вели. Партиите може да потрошат најмногу по 1100 денари по запишан гласач во секоја изборна единица. До оваа сума се доаѓа едноставно, односно откако запишаните 1,8 милиони ќе се помножат по 1100 денари, колку што е субвенциониран секој запишан гласач во државата. Што значи секоја партија на располагање ќе има по повеќе од 3 милиони евра. Но верувале или не, освен за трошење, джентлменски договор партиите постигнале и за нетрошење на парите по секоја цена, што е тешко дека ќе се случи во пракса, зашто вистина е, ниту една од партиите кај нас го нема авторитетот на домакинска. Дека джентлменство можеби ќе нема, потврдува и една изјава на председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски, во која се вели: Кој знае, можеби сегашната ставка за изборите ќе треба да се дополни. Но освен овие, партиите сега годишно делат и по 4,5 милиони евра буџетски пари за поддршка на партиите, што е за 2,5 пати повеќе од доскорешните 1,8 милиони евра. Значи, живот за партиите обезбедува државата, што е пракса, речиси секаде. На сите овие милиони треба да се додадат и по уште 320.000 евра годишно, кои секоја од трите најголеми партии ги добиваат партиските центри за анализи и истражувања. Со други зборови, тоа се тие пари кога на телефон ви се јавуваат дома за да ве прашаат за кого ќе гласате или пак кога некој ќе ви се појават на врата за да ви дадат некаков партиски материјал. По овој основ, СДСМ, ВМРО ДПМНЕ, ДУИ и БЕСА за 3 години од државата наплатиле 800.000 евра. Но, бидејќи партиските центри не се посебни правни лица, за нивните активности партиите можат да обезбедуваат и дополнителни пари кои исклучиво мора да се трошат наменски.